Здраво на сите, здраво на сите оние кои што сега не гледате моментално. Денеска се дружиме заедно овие неколку минути, на моје огромно задоволство станува збор за Сања Ѓорѓева, односно сертифициран тренер за спиење кај деца и бебиња до 6 годишна возраст. Здраво Сања и ти благодарам за прифанатата покана за да бидеш денешен соговорник во мојата емисија. Ти си нашиот спас кога станува збор за спиење и сакам да ти се заблагодарам вака јавно. Здраво, Надица. Ти благодарам и тебе многу за поканата. Драго ми е да бидам дел од твојата емисија. И драго ми е и што советите ти помагаат и тебе. Да, најмногу, стварно ти благодарам. Затоа и сакавме да поразговараме денес на сите оние кои што го имаат тој проблем во врска со спиењето кај нивните дечиња. Еве овие неколку минути баш ќе им помогнат затоа што ти си сега тука, да ни објасниш за се што станува збор, кои се тие фази на спиење и како и мајките да бидат среќни, задоволни и наспани барем малку да речеме. Сања, ти работиш професија која што навистина е интересна, но препоставувам дека навистина е голем труд да се работи оваа работа. Како дојде до оваа професија? Што беше тоа пресудно за да почнеш да се занимаваш? Веројатно кога јас станав мајка. Значи, и јас се имам, пред 5 години станав за прв пат мајка и тогаш и јас се соочив со оние преспани ноќи. Така што само по себе некако се наметна идејата, бидејќи претходно веќе бев дел од фирма која што се занимава со развој на спиењето, со продукти за спиење. Така што цело време ние истражуваме во однос на спиењето и пред да останам мајка. Со доваѓањето на дете, со доваѓањето на непреспаните ноќи, едноставно не можев да го прифатам фактот дека е нормално едно бебе да станува толку често во текот на ноќта, да станува нерасположено и сите во домот да бидеме нерасположени. Така што по низ истражување успеав да станам дел од една од најсеопфатните програми, амерички програми, и школи за тренери за спиење за бебиња и деца до 6 години. Значи во школата скоро година дена траја сите обуки, предавања, на еден начин работи како факултетски пристап, значи година дена имавме обуки, предавања од врвни експерти, врвни доктори во областа за спиењето. Ден денеска се надоградуваме и за да се биде успешен во оваа професија, исклучиво важно е секојдневно да се надоврзуваме со нови истражувања и да се надоградуваме за да знаеме и да бидеме во тек со сите најнови истражувања. Така, дали почетокот беше тежок од сите тие фази? Па да, дефинитивно. Посебно мислам дека најтешко што уште и ден денеска се соочуваме тоа што кај нас луѓето се уште немаат слушнато за тренери за спиење и сето тоа кога ќе слушнат на почеток им или смешно или си мислат дека тоа се некои глупости, а уствари во позадина стои навистина едно сеопфатно истражување и една цела наука. Значи не е туку така да се стане тренер за спиење, туку треба напорно да се работи на тоа, напорно да се учи, да имаш неколку неуспешни обиди, да имаш работа со фамилии, со голем број на фамилии пред да почнеш да се пуштиш за да работиш со клиенти кои што би ти го довериле своето дете на себе. Така што и ден денеска имаме предизвик во однос на тоа да објасниме што уствари значи сертифициран тренер за спиење и дека ние не ги успиваме бебињата, не ги успивам јас бебињата, јас им помагам на родителите да воспостават ред, рутини и да го научат бебенцето да заспива само од возраста од кога ќе биде спремен. Така, Сања. Кажавме дека постат неколку фази. Темпераментот, возраста на детето, карактерот на детето, значи се водиш според тие работи, за да се направи распоред на спиење кај детето. Може да не ги објасниш подетално кои се тие фази? Да, значи вака. Прво, многу е важно сите родители кои го слушаат ова да знаат дека до 4 месеци не се препорачува да се работи на никаков тренинг со бебенцето, затоа што првите 4 месеци бебето
се развива и се многу важни за зацврстување на врската помеѓу родителите и детето. Биолошки се уште не е развиено спиењето во првите неколку недели, така што не ни може да очекуваме и не треба да очекуваме дека едно бебенце толку мало дека треба да ги преспива ноќите. Кратките дремки во првите неколку месеци од по пола саат, 20 минути, 15 минути се сосема нормални и да не ги загрижуваат родителите. Меѓутоа да се обидуваат да ги успиваат, на пример првите 4 месеци да ги успиваат на секој саат, саат и пол, за да не дојде до премор кај бебенцето. Значи на тој ред да работат, но да не се преоптеретуваат со тоа ако нивното бебе се буди навечер или ако спие во текот на денот кратко или најчесто во овој период најмногу сакаат да спијат врз мајката и сето тоа е нормално. Значи во овој период во првите 4 месеци нема нешто што треба стриктно да направат родителите за да ги спречат непреспаните ноќи или да мислат дека нешто не е во ред со нивното дете. Во однос да кажеме дневните дремки се развиваат дури после 6,5 месеци. Така што сите родители кои што имаат кратки дремки до 6 месеци и тоа е сосема нормално. Затоа што многу често се јавуваат родителите пред 6 месеци со страх дека моево дете не спие преку ден, спие по пола саат, 40 минути, меѓутоа сето тоа е сосема нормално. Да, значи ние кога изработуваме една програма за спиење, ги земаме во предвид возраста, е многу важна нормално, темпераментот на детето и карактерот се исто толку важни, бидејќи пристапот со кој ќе пристапиме, со која метода ќе ја избереме и како ќе пристапиме самата вечерно успивање, многу е важно да го знаеме темпераментот и карактерот на детето за да се погоди, за да има што е можно помалку плачење. Бидејќи да, плачење има, меѓутоа со тоа што со пристапот со кој што ние работиме со методите, родителот е цело време до своето дете, цело време реагира на своето дете, во ниеден момент не е оставено детето само во соба и родителите да излезат и да го остават, да плаче, да исплаче па да заспија. Така што темпераментот, карактерот, возраста, кажавме се многу важни, динамиката во целата фамилија е многу важна, значи исто дали има братче или сестричка, како спијат, распоредот дали спијат сите заедно, значи целата програма и начинот како ќе се води таа програма зависи од сите тие фактори. Така. Сања, спомна ти дека сега до 4 месечна возраст, дека сето тоа нормално, дека не треба да се загрижуваат родителите. Еве сега ми текна дека бебињата имаат и грчеви. Се будат во ноќта, совет околу тоа? Грчевите тука повише би го оставила на педиатрите, да препишат капки што би требало да превземат родителите. Меѓутоа, затоа тоа е уште една причина поради која не треба родителите да прават тренинг во овој дел. Во оваа фаза, на оваа возраст. Затоа што толку мало бебенце, прво биолошки, како што кажав, не е се уште развиен сонот. Сонот почнува тек после 8-та недела да се развива, односно ќе приметат одредени родители кои што ќе почнат бебињата после 8-та недела да врзуваат по 4-5 сати прво во текот на ноќта, па после ќе почне постепено во текот на денот. Значи грчеви прават проблем. Во овој период мој совет за сите родители е да реагираат што е можно побрзо на потребите на своето дете. Значи ако бебето плаче, има некоја потреба. Не плаче зашто е размазено, значи да не се плашат од фактот дека ќе го размазиме ако го држиме во раце или ќе го научиме да биде во раце. Не можете да го размазите на оваа возраст и да го научите да биде држено во раце. Ако сака да биде држено детето во раце или значи тоа му е потребно. Колку повеќе реагираат во оваа возраст на неговите потреби и колку помалку значи очекуваат, не наметнуваат одредени рутини, туку реагираат едноставно на нивните потреби, толку повеќе се зголемува само довербата на бебето во своите родители и толку е полесно да научи да заспива само кога ќе дојде време за тоа. Значи да не ги загрижува фактот што заспива во раце или на било кој начин, многу лесно сето тоа може да се среди после 6-тиот месец. Браво, Сања, многу убаво го кажа, затоа што навистина некои мајки се критикувани. Еве јас бев критикувана зашто секојаш детето заспива во раце или зашто секојаш кога плаче јас станував да го земам и нешто ќе му зборувам за да се смири, па ги слушав тие зборови дека детето може да се навикне на сето тоа, детето може да се размази, а тоа не е точно затоа што навистина треба да ги гушкаме децата и секогаш да бидеме нивна поддршка, бидејќи точно тоа дека кога ќе пораснат, нема да можеме многу да ги гушкаме, но еве вака се ствара и љубов помеѓу мајката и детето. Детето знае дека секогаш мајката е тука кога на него му треба помош, нели?
И тоа навистина знае дека не е оставено само. Знае дека не е оставено така, детето во овие 4 месеци се многу важни за зацврстување на таа врска. Колку зацврстување на врската на еден начин се ствара кога ние како родители реагираме на потребите на бебенцето. Кога бебето ќе ја стекне таа доверба во родителите, после е многу полесно да се вметне ред и рутина и навика на спиење кога ќе дојде време за тоа, али не во првите месеци. Меѓутоа, за жал, има многу и книги и на интернет, многу родители ќе прочитат совети дека уште од самиот ден кога ќе се роди детето треба да се стави на некој режим на исхрана на 2 сати или на 3 сати, или да почне уште од самиот старт да се учи да заспива само, но мој совет е тоа воопшто да не го прават. До 4 месеци никако. Дури и од 4 до 6 месеци не се сите бебиња спремни. Например, еве во школата во која што завршив во Америка, ние имавме скроз различен пристап на бебиња од 6 месеци до 6 години деца и на бебињата од 4 и 5 месеци. Бидејќи тие бебиња од 4 и 5 месеци се уште многу мали и не е секое бебе на таа возраст спремно да научи, значи не е спремно, не му е развиена само контролата, да се исконтролира само, да се смири само, за да може да заспие само. Така што посебно со таа возраст кога се работи треба исклучително значи со таа возраст кога се работи треба исклучително внимателно да се работи и да знаеме со сигурност дека е спремно бебето да заспива. Така. Сања, кои се знаците за препознавање дека детето не е наспано? Значи, зависи од возраста, меѓутоа еве ајде да тргнеме од помали. Кога е помало, најчесто или покенкаво, нерасположено бебето, може да почне навечер да се буди многу често поради тоа што е уморно, не е наспано, или да почне да се буди наутро рано, односно пред 6 саат. Тие се знаци кај бебиња кои што ни даваат знак дека бебето е премногу уморно, односно не е наспано. Кај веќе поголемите дечиња кои што знаат да се играат сами, кои што се поголеми, тука концентрацијата се приметува дека е многу опадната, односно може да приметат родителите дека многу малку време од денот знае да се занимава само и да си игра само во текот на денот. Многу брзо знае да развие бес и нервоза, значи одеднаш може да почне да вика и да плаче. Има промена на расположението. Деца веќе кои што одат во училиште, концентрацијата е многу опадната, значи може да се случи и на самиот час понекогаш да подзаспиат. Со родителите кои што работиме, посебно кај бебиња поголеми од 18 месеци, кога правиме програми за нив и кога работиме со нив, кај сите приметуваат дека после тренингот и откако бебето, односно детето ќе почне да ги преспива ноќите, концентрацијата му е многу зголемена и многу е посмирено во текот на денот и многу подолго време се занимава со една игра. Зашто претходно ако вниманието му траело минута-две, сега тоа се зголемува и детенцето е спремно подолго време да се игра само. Така што тоа се одредени работи. Можат исто да приметат родителите дека детето или бебето е многу уморно, кога ќе пробат да го успиваат, а тешко заспива. Или не успеват да заспие до 8 до 9, туку останува будно до 1 до 2. Значи сето тоа е од умор, а не од што на бебето или на детето не му се спие. Така. Сања, кажи ми, од кога почнува тој процес, детето да не спие повеќе со мама и тато, да спие во посебна соба, некој совет околу тоа? Знаеме дека мајките се тие кои што често ќе стануваат да го проверуваат детето. Како да се одвикне детенцето? Ако се научени родителите, сега тука е исто многу важно, дали тоа детенце заспива со помош на мама и на тато или Која возраст можеме да ги да се одделат во друга соба. Во друга соба повише е тука сигурноста што родителите ја чувствуваат. Можеби првата година или до 6-7 месеци како препорачувам да спијат заедно во иста соба, бидејќи се уште посебно додека не се развие моториката кај бебињата, превртување од стомаче на грбче, значи тука е убаво да спијат заедно во иста соба, меѓутоа потоа кога веќе ќе престанат и ноќните подои или ноќната исхрана, кога веќе бебето е поголемко, кога родителите би биле спремни, во тој момент може да го префрлат во друга соба. Тука е повише родителите сами да се осетат дека можат и сакаат детето да оди во друга соба.
откако ќе го одлучат тој чекор, да кажеме, да го направат, бидејќи тој чекор ќе биде голем и за родителите и за детенцето. Кога ќе одлучат тој чекор да го направат, и тука е многу важно да пристапат нежно. Значи, ние секогаш кога работиме, гледаме многу нежно да пристапиме на секоја нова навика што ќе ја вметнеме, зашто е многу важно детето да створи љубов кон таа соба, да не створи одбивност. Така што еве мој совет, еден од советите кои што ги даваме е, веќе ако одлучат да го префрлат во друга соба, првите неколку вечери, може и недела до 2, зависи од дете до дете карактер, и мајката да се префрли со детето да спие во таа соба. За да почне прво детето да се навикнува на собата, да го isфрли стравот дека е сега сам во соба, па после постепено мајката да ја напушта собата, односно мајката да излезе од собата каде што спијат заедно. Да не биде одеднаш детето ставено во посебна соба, и тука може да се развие стравот. Да, може да се развие стравот и одбивноста од собата. Сања, кажавме дека сонот нели влијае врз карактерот и врз однесувањето на детето. Дали околу тие фази може тогаш се да се промени и да биде се како што треба со детенцето? Околу извини, не те разбрав. Нели сонот може да влијае и тоа како врз карактерот и врз однесувањето на детенцето. Да. Дали после тоа може се да биде како што треба и да се врати се во нормал? Може, апсолутно. Посебно, значи, ако се работи на спиењето, затоа многу е, значи, колку се помали, толку полесно поминува тренингот и толку е полесно да се научи бебето да заспива само, бидејќи е многу полесно како родител да се остане константен кога се мали. Кога се веќе поголеми, кога зборуваат, знаат да се прекачат преку креветче, знаат да излезат сами од соба, тука е многу потешко како родител да бидеш константен во целиот тој процес на одвикнување. Да. Али во секој случај кога ќе се променат навиките на спиење, многу значително многу се подобрува темпераментот и хиперактивноста кај децата кои што ја имале. Дури многу често деца кои што се диагностицирани со хиперактивност, откако ќе им се среди проблемот со спиењето, откако ќе почнат да ги преспиваат ноќите, едноставно хиперактивноста исчезнува. Значи хиперактивноста била резултат на преголем умор, преголемо излачено количество на шеќер, и тоа е тоа што го прави детето и хиперактивно. Мислам, сигурно и вие сте приметили, или можеби вашето дете, ако некогаш останувало покасно во текот на ноќта, не заспива до 8-8:30, после во тој дел од ноќта, после 8:30, едноставно добиваат една енергија невидена и трчаат, беснеат буквално на сите страни се. Тоа е најголемиот умор. Да, и во тој момент ни делуваат најбудни, најсвежи, дека не им се спие. Тоа е најчисто од умор и од веќе излачено количество на шеќер, и они едноставно реагираат бурно, хиперактивни се и многу потешко се смируваат и заспиваат. Сања, кажи ми, дали проблемот околу спиењето може да представува и слојот на облеката? Да, ако е премногу топло и во станот или куќата каде што спијате, иако детето е премногу топло облечено. Значи, најдобро е навечер да ги облекуваме бебињата и децата на начин како што и ние самите се облекуваме. Значи, ако вие спиете во тенки пижамчиња, така треба да спие и бебенцето или детето. Значи, да не се натрупува со облека, бидејќи апсолутно и температурата во собата, и облеката, сето тоа влија, и светлината, звуците, значи сето тоа влијае на спиењето. Така што е многу важно да направите, да го облекувате, да не го преоблекувате, туку да му облекувате пижамчиња, тенка облека, која што и вие самите ја носите. Така. Сања, што доколку детето се исплаши во сонот, како подоцна да го вратиме за да си заспие? Значи, тука е исто многу важно да направиме една разлика помеѓу ноќни мори и ноќни кошмари. Односно кошмар и ноќна мора. Значи има разлика. Ноќен кошмар е кога бебето ќе се разбуди, бидејќи тоест детето веќе кај поголеми дечиња се среќава, кај што ќе се разбуди и поради некој сон, значи снувало нешто, се буди. Да. Во тој момент апсолутно е многу важно да дојдат родителите да го утешат, дури понекогаш и кај поголеми деца кај кои што веќе фантазијата е доволно развиена, може, значи они да отидат до тој степен да се направи фантазија дека има, не знам, чудовиште, или ако гледале некој пострашен цртан во текот на денот, дека тоа се крие во плакарот или под креветот. Дури некогаш е потребно како родители за да ги
ги осигураме дека нема ништо, да го земете детето, да упалите светло, да му покажете во плакар под кревет дека нема ништо, дека сето тоа е во главчето, дека сето тоа е сонувано, да го смирите, за да може повторно да заспие. Значи, во никој случај не треба да се игнорира кошмарот и некогаш, посебно ако се уморни родителите од будење, некогаш знаат и бурно да изреагираат, ма какви чудовишта, легнува и да спиеш. Значи, никако во таков случај, бидејќи тие стравови кај детето се реални. И ако не изреагираме на начин на кој што треба да се изреагира, може да почнат да се повторуваат и се почесто и почесто да се буди. Значи, многу е важно да им се покаже дека ништо тоа не е вистина. И посебно ако се поврзани со одредени цртани филмови, да се минимализираат цртаните филмови или воопшто да не се пуштаат ако има наследство во тие цртани филмови. Од друга страна, ноќната мора се јавува кај одреден дел од деца, не мора да значи дека кај сите, по честа е кај женските деца. И ноќната мора се јавува во одредена фаза, односно ќе приметат родителите дека секој ден во исто време се јавува и тоа е обично кога ќе заспијат по заспивањето во првите 2-3 сати. Ќе се појави ноќната мора и ноќната мора се одликува со одеднаш будење и врескање и кога ќе дојдат родителите да го смират детето или бебето, ги бутка, ги трга од нив, значи едноставно не можат да го смират. И тоа може да трае пола сат, сат време може да трае. На еден начин бебенцето во оваа фаза или детето во оваа фаза е полузаспано. Тоа се случува при преодот од една во друга REM фаза, доаѓа до такво будење и е едноставно хистерично будење, плаче, ги бутка родителите, ништо не може да ги смири. Тоа уште не е свесно, значи кај поголемите деца кои што знаат да зборуваат са бајле, кога ќе ги прашаат родителите, воопшто не се сеќаваат на тоа. Ако се случи ноќна мора, наш совет на сите тренери за спиење ни е дека подобро е да не се реагира, бидејќи самата реакција и самото тоа палење на светло, па зимање на детето во раце, самото тоа го одолговлекува процесот и може да трае саат време. А ако родителите застанат до него и само многу смирено да го смируваат, значи дури со минимално тапкање, ако приметат и тапкањето дека го иритира, да ја тргнат дури раката, едноставно да бидат присутни, да стојат над детето, сето тоа може да заврши до 5 до 10 минути. Така што тука е голема разликата во кошмар. Значи смирено само смирено и нежно. Да нема она дигање во раце, бидејќи инстинктот ни е таков кај што одма ги дигаме во раце, зашто прво се случува одеднаш. Никој не навикнул на тоа и не знаеме дека ќе се случи. Така што инстинктот е дека одма ги земаме во раце и ги смируваме. Али ако видат дека детето бутка, не се смирува, вратете го во креветче, застанете до него и смирено само да го подсмирите, да не му зборувате, да не му го зборувате името, да го натерате да се разбуди, не, туку само смирено, постепено и ќе почне да се смирува. Така. Сања, ти пред малку ги спомна и дремките. Колку дремки треба да има едно детенце и колку часови треба да спие? И тоа се зависи нели од возраста. Меѓутоа, ајде да тргнеме од почеток, значи измеѓу 6 и 9 месеци до 6 месеци, како што кажав, дремките не може да кажеме точен број на дремки, од прилика има измеѓу 4 и 5 дремки до 6 месеци, кои што се обично кратки и кои што се на секој сат и пол до 2. После 6-тиот месец, од 6 до 9 месеци се околу 3 дремки, во вкупно време траење од околу 3,5 сати, значи сега тоа се од прилика плюс-минус пола сат кај секој детенце. Значи од 9-тиот месец до од прилика 15-18 месец, зависи, тука е различно кај дечињата, се 2 дремки, кои што би биле во време траење на почеток 3 сати, во после постепено како што расте тоа дете, да кажеме на 15 месеци наместо 3 сати ќе бидат 2,5 сати и ќе дојдеме до момент на преод од 2 дремки во една дремка. Тој преод се настанува околу измеѓу 15-тиот и 18-тиот месец, пак кај секој детенце е различно. И во тој преод, значи, доваѓа моментот до една дремка. Таа една дремка ние советуваме до минимум 4 години да остане, бидејќи им е потребна, а после 4-та година убаво би било во периодот кога било потребно спиењето, да има возможност околу 45 минути мир на детето. Значи, чисто да легнете со него, да му читате книга, едноставно да правите некоја, да не биде цело време играње, трчање, седете дали ќе бои или ќе редите некои коцки, да биде малце посмирено, бар 45 минути во текот на денот. Така. Добро, детето кога ќе заспие и мајката што попрво треба да направи?
Што поправо? Дали кафе да се напие, дали некој алишта да собере, што да направи? Тоа ќе си се Најинтересно организираме. најинтересно е тоа што нели најчесто е спиете кога и бебето спие. И Да, сега да, ама имаме да, не значи може. посебно во првите месеци е многу важно, бидејќи првите 4 месеци, 5 месеци се можеби и најтешки. Мислам, едни од најтешките, пак зависи, има многу разлика во има бебиња кои што првите 4 месеци ги преспиваат, па после на скокот во развој на 4 месеци одеднаш се будат и настанува хаосот. А има бебиња што првите 4 месеци се доста бурни. Мислам, секоја помош е многу важна во овој период, буквално да не се срамат мајките да бараат помош за све. Мајката треба да биде околу бебето, а сите други околу нејзе да помагаат во домашните обврски, доколку тоа е возможно. Тоа би било за да може и мајката да одспива кога бебето спие и да се фокусира повише на бебенцето. Ако не е тоа возможно, ќе треба само со стриктен ред и редослед. И редот и редоследот ќе помогне многу, бидејќи точно ќе знае кога оди бебето на спиење и сама да си ги среди обврските дома, да се организира многу подобро ќе биде отколку ако не се знае кога ќе заспие бебето, па колку време ќе спие, па кога ќе стане, така што редот е многу важен. Ние кога работиме на програми, јас и без програми кога работиме и кога имаме консултации со клиенти, јас инсистирам вечерното заспивање да биде во периодот измеѓу 7 и 7:30. Така што ако си направат таков ред, и кога бебето ќе заспие во 7:30, има после цела вечер за себе. Одлично, да. Да. А што Тогаш доколку веќе има време за све. Да, а што доколку, например, детето само си го прави распоредот? Еве, например, збориме сега за 2-годишна возраст, значи од 2-годишна возраст па натаму, а детето, например, одбива да спие преку ден, не сака да спие, и тоа си легнува, например, околу 8 часот. Што правиме тогаш? Што треба да се направи? Значи, на 2-годишна возраст најчесто се јавува тој проблем и тоа е поврзано со скокот во развој во кој што влегуваат. 2-годишна возраст тоа не е последниот скок во развој кој што се одликува, кој што прави проблем на спиењето. Така што тоа е една добра работа, уште тоа е. Тоа е една добра работа, вашето дете пораснало. Готово веќе. Добре. Али тоа е, значи, најчесто тогаш во тој скок во развој, 2-годишните дечиња се веќе големи, веќе знаат да зборуваат или деца кои што не зборуваат све разбираат, значи можеби они не можат да кажат се, меѓутоа се разбираат. И на еден начин они сметаат самите дека се доволно големи и не им треба спиење. И тука почнуваат да го прават проблемот, односно не сакат да заспијат. И најчесто родителите на оваа возраст, на 2-годишната возраст, ги одвикнуваат децата од дремка, односно ќе сватат дека нивното дете не сака да спие, зашто на таа возраст детето не ни дава знаци дека му се спие и дека ќе заспие и дека е упорно. Така што најчесто на таа возраст ја тргаат родителите дремката токму поради тоа и токму поради скокот во развој, меѓутоа мој совет е секогаш во исто време да се влегува во собата со детето, дури да не сака да спие, дури и да не заспие во тој дел од денот и неколку дена и да не заспие, многу е важно да му покажете на детето дека вие сте главните на еден начин и дека секој ден во исто време ние одиме да спиеме, ако не заспиш и само така ќе почне да сваќа дека постепено со тек на време ќе почне да преспива. Оваа фаза може да трае измеѓу 2 и 6 кај некои деца 8 недели. Така што е фаза која што трае, меѓутоа само со упорност и инсистирање дека треба да се спие и ќе видите како со тек на време кога ќе почне и сама да се излегува од фазата, ќе почне повторно да си ја зема дремката. Али секако, например, има деца кои што сами ќе си направат некој ред, кои што ќе заспиваат покасно, мислам, сега не сме сите по шема и нели, може да се случи да заспиваат покасно и во 9 и во 10 и да немаат некоја дремка, али сето тоа, доколку не влијае на ноќното спиење и доколку не предизвикува будење во текот на денот, е окей и е нормално и доколку е во ред и родителите се согласуваат со тоа. Тогаш е сосема во ред, значи не мора сите деца да бидат по книга или по стриктен ред и редослед. Ако кај некоја фамилија функционира заспивањето покасно и детето не се буди навечер често, немаат проблем со спиењето, не мора да променат. Тоа е во ред.
Да. Добро не представува и никаков проблем, например, доколку детето нема дремка, нели, во текот на денот, да се спие цела ноќ, да не се буди. Ако не прави проблем и ако спие цела ноќ во текот на денот, може. Ако тоа им одговара на родителите. Сања, сакав Така. ќе да те прашам, сме слушнале, знам дека си слушнала и ти, нели, дека доколку детето станува, се буди, нели, во текот на ноќта, некои од родителите му даваат, например, да пие водичка или сокче. Дали е тоа во ред? Дека така ќе заспие, дека нема да се буди. Ги слушаме тие совети. Да. Не. Значи, ако детето заспива, посебно деца кои што заспиваат со млекце, односно најчесто овој проблем за барање на вода во текот на ноќта се случува кај деца кои што пијат од бебешко шише. После 15-тиот месец, значи измеѓу 15 и 18 месеци, бебињата ствараат приврзаност кон предмети. Некои бебиња тоа го прават кон цуцла, некои кон меченце, кебенце, перниче, а деца кои што пијат од се уште од бебешко шишенце, голема е веројатноста дека ќе створат навика кон шишенцето. Затоа прво еден од советите кои што би ги дала е до 15 месеци да го одвикнат бебето од користење на шише, односно млекцето или водата да му ги нудат или од чашка, или од чашка со клумче, или да го научат од цевка да пие. Меѓутоа бебешкото шишенце до 15 месеци скроз да се тргне. После 15-тиот месец, за да не да дојде до тој проблем. Меѓутоа, еве, ако се случило тоа, многу е важно да го одвикнат прво од користење на шише. Доколку бебето пие од шише, многу е важно да го одвикнат од користење на шише, значи да почне да пие од нешто, од чашка, например, во текот на денот прво, да го тргнат прво од дневните пиење од шише, па после да почнат да работат на одстранувањето на шишенцето во текот на ноќта. Значи, една од причините за будењето и за барањето на водичка е уствари поврзаноста со шишенцето. Не е толку до водата, ниту до млекцето, ниту до сокчето, туку повише е поврзаноста со шишенцето. Затоа е многу важно шишенцето да се отстрани комплетно, да не заспива со шишенце, дури да не му го нудат преку ден и навечер кога ќе почне да се буди, да не му нудат водичка или сокче или млекце, било што за да презаспие. Освен ако станува збор, односно ако спијат родителите и детето во соба која што е сува, која што воздухот е сув и реално имаат потреба од пиење вода во текот на ноќите. Меѓутоа тоа самите родители ќе го знаат. Да. Они се будат навечер за да пијат вода, тогаш може би нивното дете да е жедно. Така. Сања ми помогна околу одвикнувањето на цуцлата, неколку совети добив од тебе. Навистина бев исплашена како ќе се одвикне нели тој од цуцла. Поминавме стварно супер. Навистина ти благодарам. Сега, јас не се соочив со тој проблем, нели, во текот на ноќта да почнува да плака за да ја бара, нели, цуцлата, но што доколку некои родители се соочуваат со тоа? Значи, кај секој одвикнување друго освен цуцла, значи, изборуваме и за шишенце, и за доење, и за млеко, значи секое друго одвикнување и нишкање, кај сето тоа можеме да одиме нежно, постепено. Меѓутоа, цуцлата е единственото нешто кај што нема некој... Не го дава никако. Да. Цуцлата е или ја ставаш во уста, или ја нема. Така што во моментот кога ќе одлучат родителите дека цуцлата треба да си оди, и нема, зашто не постои метод или техника кај што навечер на само заспивање нема да ја дадеме, ама вечерта ако се подразбуди ќе му ја дадеме да дозаспи. Не, значи тоа во никој случај цуцлата кога ќе одлучат дека е време за одвикнување од цуцла, треба прво да бидат спремни на малку плачење, зависи пак тоа и од детенцето и начинот и возраста. Треба да бидат малку навикнати на да очекуваат плачење и да бидат сврсти, значи сите цуцли во домот што ги има да ги фрлат, буквално, бидејќи некогаш се случува самите родители после одредено време да ја дадат цуцлата, зашто нели дете поплачело или не сака да заспие 10 на 15 минути, па му ја даваат цуцлата за да презаспие. Меѓутоа немојте, во моментот кога ќе одлучите дека цуцла нема, фрлете ги цуцлите. Дефинитивно ништо нема. Не дојдете, дефинитивно, зашто ако еднаш ја дадете, а еднаш ја земете, па после пак ја дадете, многу потешко ќе оди тоа и ќе се одолговлечи целиот процес. А во принцип не им треба многу. Неколку дена ќе се потребни само за да скроз ја заборави цуцлата. Така. Повеќе ние го имаме здравото.
Да, повеќе ние отколку тие. Тоа е навистина така. Да. Сања, совети за играчки кои што се закачани над нели бебешкото креветче. Ајде малце околу тоа, бидејќи јас тоа не го знаев. Добро, не сум го правила, добро е тоа. Но ајде кажи за едните мајки зошто не треба да бидат закачани бебешките играчки, бидејќи навистина тоа го правиме сите. Мислиме дека така Правим бебето ќе зашто заспие. да. И дека Ето е било грешка, интересно зошто? и гледа. Да. Во првите месеци тоа не представува проблем и затоа што на еден начин не ги ни приметуваат. Меѓутоа, како што почнува да расте бебето, како почнува да ги приметува, посебно прожектори кои што нели над нас Да. на зидот прожектори или играчки или премногу играчки во креветчето, мечиња, најдобро е да тргнете се. Просторијата, околината каде што ќе заспива бебето треба да биде чиста. Исто како што е вашата спална соба, вашиот кревет. И на нас на креветот не ни висат играчки над глава. Тука така не сакаат и бебињата. Некогаш ние ја уредуваме собата, нели од што така мислиме дека треба и ние убаво дека е правилно. тоа убаво бебешко музика нели и играчки има околу се што креветчето. треба. Не, затоа што тие играчки како што растат бебињата може да направат голем стимул, односно да ги стимулираат, да почнат да се будат за нив, да многу потешко да се успиваат или ако заспива бебенцето со нишкање да го заспијат со нишкање да го спуштат, па да се разбуди да види играчката па потешко да презаспие. Дури бебиња кои што сами заспиваат, како што растат, кога ќе ги ставите во креветче, играчките над нив, играчките околу нив ќе им бидат интересни. Ќе почнат да се играат со нив, па ќе ги фрлаат, па ајде родителите треба да ги вратат, ќе бараат да им ги вратат. Така што играчки не, освен да се изберат родителите некоја мало пличена играчка или перниче, кебенце, кое што ќе им служи, ќе им помага на дечињата да заспиваат со него. Единствено тоа. И исто и тука да внимаваат тоа што ќе го одберат да биде нешто помалецко, за да не се случи кога ќе пораснат дечињата да го користат за да си го стават под ножињата па да успеват да се прекачуваат преку кревет. Зашто и тоа го прават. Така што да биде мала играчка, нешто мало, што ќе се го бушнат и ќе заспиваат со нив. Да, меѓутоа една работа е потребна, не се потребни многу играчки околу нив. Така. Сање, јадење пред спиење? Убаво би било околу 2 сати пред спиење да се јаде. Последниот оброк да биде, не зборувам за цицањето или цицањето или адаптираното млекце може да биде и непосредно пред легнувањето, дел од рутината. Меѓутоа, цврстата храна би било добро да е околу 2 сати пред спиење, за да може организмот да има време да ја свари храната, за да не предизвика истата таа храна грчеви и подуеност во текот на ноќта, а тоа да предизвика будење дополнителни. Така што убаво би било 2 сати пред самото успивање да ја изедат цврстата храна. Така. Сања, за крај за овој прекрасен разговор, дали сакаш уште нешто да упатиш до оние кои што не гледаат? Значи би сакала да ги поздравам сите. Прво голем поздрав сакам да упатам до сите клиенти кои што до сега сме работели, кои верувале во нас. И да им кажам на сите тие кои што имаат страв или се скептични да не контактираат, да не побараат, слободно да не побараат, затоа што функционира. Не сум јас измислила нешто ново, во светот функционира повише од 40 години, така што јас само се трудам целата наука и знаење да ги донесам овде. Слободно да не контактираат и да знаат мајките дека станувањето мајка не значи непреспани ноќи. Така. Сања, ти благодарам за овие несебични совети. Навистина многу убаво помоабетивме. Ти благодарам како што и најавив дека ти си нашиот спас и ти благодарам што се грижиш за нашите дечиња. Ти знаеш дека јас сум тука нели за тебе, можеби малку повеќе да ти досадувам, но тоа е тоа, Сање. Ти си ми спас, така да нема лесно да се ослободиш од мене. Навистина ти благодарам за советите. Еве можам да кажам дека навистина функционираат. Ја заборавивме да и рутината пред спиење, има толку многу што треба да се каже. Јас се надевам дека се кажавме. И дадовме нели неколку совети. Рутината пред спиење, како што спомнав, нели, читање на некоја приказна, навистина многу може да делува. Таа е добра нели за значи потребно потребно е пред самото спиење да им дозволите на децата да се смират, да се успори мозокот, да се успокојат, за да може да заспијат. Бидејќи ако
од играње, од трчање, одеднаш ние ги земаме и ајде сега е време за спиење и сето тоа се прави брзо, у некоја брзаница идеме да спиеме, многу е тешко дека ќе заспие детето како што треба и дека после нема да се буди. Многу е важно пред успивањето да им се дозволи момент да се смират, за да можат да заспијат. Така што рутината е исклучително важна. Да, сите оние кои што имаат потреба слободно нека те контактираат, навистина нема да сгрешат, напротив ќе имаат многу преспиени ноќи и исполното и среќно детенце, а тоа е навистина потребно за една мајка да биде среќна. Ти благодарам уште еднаш и се надевам дека уште еднаш вака убаво ќе си помуабетиме. Се гледаме. Остани во добро здравје. Благодарам и тебе. Нема на што во секое време и ги поздравуваме нашите гледачи кои што не гледаат. И се гледаме. Чао, чао. Чао, чао.